Со привремено крпење на дупките се прават обиди да се подобри лошата состојба во која се наоѓа коловозот на патот кон Пониква. Асфалтниот слој на одделни места е целосно однесен од ерозијата, а од поминувањето на товарните возила се направени големи отвори, за кои е неопходна посериозна интервенција. На најкритичните места поставена е ладна асфалтна маса, со што дупките се донекаде санирани, но ваквото решение е само на одреден рок. Над 1/3 од должината на патот е тешко оштетена и го попречува нормалното одвивање на сообраќајот. Иако се работи за регионален патен правец, промоцијата на зимскиот туристички центар привлекува се поголем број посетители, заради што тој станува важна сообраќајница во источниот дел од државата. Големите оштетувања на асфалтот беа причина и за реакција на возачите. Најмногу дупки на асфалтот има во близина на поранешниот мотел Шарена чешма и на делницата пред аеродромот, заради што вниманието во крпењето е насочено во тој дел. Пред 1,5 година од јавното предпријатие Македонија пат рекоа дека било поднесено писмено барање до Фондот за магистрални и регионални патишта да се одобрат 1,5 милион денари. Со овие пари се планираше да се постави нов асфалтен слој со дебелина од 5 см врз веќе постоечкиот коловоз. Должината на планираната делница изнесуваше околу 4 км и широчина од 6 метри. Но бараните пари не беа одобрени, иако неколку пати за нив имаше ургенции од локалните самоуправи на Кочани и Пробиштип, како и од Центарот за развој на Источниот плански регион.